civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Самите почетоци на една може, на мене како основачка, баш ми се подпираат на можноста да бидам дел од Цивил во 2015 година, ако добро памтам, Џабир. Така, мотивацијата и ветерот во грб кој во тоа време тимот на Цивил, се вкупниот тим тогашен на Цивил, барем ми го даде мене лично, ми беше голем столб на кој можев подоцна да ја заснувам целата организација и да обединувам и други жени. Драго ми е што се идентификуваме веќе како самохрани родители и повеќе дека не е срамота да се каже дека сме самохрани мајки. Тоа е плод на нашата работа и се надевам дека и во иднина ќе продолжиме со успесите кои ги нижаме последните години. Положбата е за жал незавидна и после сите овие, да речеме, 6 официјални години за една може, вчера беше роден ден, па 6 официјални години борба, можеме да кажеме дека влијанието го гледам токму во менување на јавната свест и во перцепцијата во однос на самохраните родители. Ако на нашите почетоци, ако памти Џабир, бевме ословувани како канцер на општеството и бевме опасни по живот, не упатуваа многу често, дури во јавниот простор да си седиме дома, да си молчиме и да веднеме глава. Традиционалното стереотипно видување пред 6 години, да речем, беше тоа во однос на самохраните мајки. Денес ја имаме поддршката од сите медиуми и баш на некој начин дури ја хероизираат улогата на самохрана мајка, која мислам дека не е позиција за хероизирање како на долги стази, но затоа како позитивна дискриминација е супер одскок од позицијата на вргините на која се наоѓаат можам да кажам огромен број на самохрани мајки. Дали Дороти има некоја идеја како да се бориме против овој феномен? Едноставно жените да бидат принудени самите тие да бидат носители на предрасудите, на притисоците, на неправдите кон жената. Токму така, како што сведочиме низ годините во нашата земја, од самото самостојување не функционира родовата еднаквост, па затоа во однос на препораки, она која една може секогаш го зборува и за која застапува и лобира во сите естаблишменти до сега, од кога постоиме ние барем, се однесува на квоти. Како што донесовме квоти во парламентот и како што гледаме дека единствено и само кога има квоти, имаат жените пристап до позиции на моќ и до позиции на, не само во политиката, туку и во менаџерските води, например, до сите позиции каде што се место на одлучување, така предлагаме и квоти за жените од ранливи или маргинализирани категории, како што спомнав, на пократки стази, со цел да ги демаргинализираме. Тоа се вика позитивна дискриминација и алатка која мноштво европски земји ја користат, токму за да ги извлечат различните ранливи категории на граѓани и граѓанки од незавидните позиции во кои се во одредени историски моменти. Па така предлагаме квоти и при сите огласи за вработување од државните институции, но најголем број од предлозите одат во насока на можности за инволвирање на жените во бизнис секторот исто така, но и во сите други сфери, во политиките. Исто така предлагаме не само квоти на жени, туку и токму на жени експертки кои потекнуваат од самите ранливи групи, заради тоа што според нашето искуство досега се додека не е дошол на позиција да не биде само експерт или експертка, туку и да го има искуството за она кое го работи и застапува директното живо искуство, немаме некои големи резултати. Сме имале многу тапкања по грб, имаме многу ветувања, но на крајот од денот останува сработено само во сферите каде ќе најдеме конкретна личност која живо го искусила она кое го работи. Па така тоа се предлозите од страна на една може во однос на унапредување на родовата еднаквост
и сега и секогаш предлозите кога станува збор посебно за ранливи категории на жени, посебно ќе одат предлозите во јасна дистинкција на секоја ранлива категорија посебно. На јасна дистинкција на секоја категорија на ранливост посебно, заради тоа што различностите бараат и различен и посебен третман. Кај нас клучен проблем во државата во однос на легислативата, која не дава ни почетни можности, а што станува кога треба тоа да се спроведува во дело е чиста утка, самото тоа што сите ранливи категории се собрани во еден кош. Јас еднаш во собрание кажав и морам да повторам, кога во светот селектираме ѓубре, кога ние овдека се учиме да селектираме ѓубре, дали жените не ги селектираме според нивните различни контексти на живење, а според тоа се диктирани и условите на живење, а самите услови бараат различни можности. Значи, еве, не може да бараме исти и да даваме исти лек за секој видови на, да речеме, главоболки. Така не можеме иста политика и да ги ставаме како ранливи и да се бара, например, да се исполнуваат исти услови за жените бездомнички, заедно со жените самохрани мајки, жените мигрантки, заедно со жените самохрани мајки, жените со пречки во развој и со посебни потреби. Тоа се категории кои бараат кои имаат огромни различности, огромни незамисливи различности. Затоа нашата легислатива треба само да престане да биде проформе и да се тргне од ниво на параван и суштински да стапи во контакт со секоја целна група, да ги таргетира клучните проблеми, според клучните проблеми, да креира општествени можности. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.